Може да седнам? На кој му место седни? Зошто ти секогаш седиш овде покрај киоскот? Чекам вестици. Да, за дедот. Каде знаеш дека ми? Секогаш оди сам или со тебе. А и баба ми оди сама или со мене. Не сум знаел дека имаш баба. А ти си од третиот блок? Не, од третиот блок е Лиле. Не, ја знам. Што мислиш дека сите девојчиња живеат во третиот блок? Глупости. Јас живеем во првиот блок. Ене го мојот балкон. Секогаш кога доаѓаш овде, те гледам оттаму. Секогаш? Па скоро секогаш. И се прашувам како ли се викаш. Зошто? Затоа што јас се викам Милева. А и баба ми се вика Милева. Па сега сите мора да ме викаат Мила. Глупаво, нели? Вистина е глупаво. Но и кај другите деца е така. Им ставаат имиња од бабите и дедовците. Мора да си пукнеш. Да испсуеш се одред. Ти псуеш? Само кога се лута. Ајде, а зошто да се лутиш? Па поради името ѓавол да ги носи сите. Дедо ми Драгана, јас Драги. Навистина смешно. Ти се смеев ли јас тебе? Простино не можев ни да замислам. Но Драги е убаво име. Пих. Не е дури ни за писмо. Драги, Драги. А, Мила, Мила. Можеш да напишеш Драга Мила. Можеш и Мили Драги. Сакаш да ти напишам писмо? Глупости не. Ке ти напишам. Ама нема потреба. Ке ми одговориш? Само писмото да не ти го пишува таа Лиле. Кој Лиле? Таа нема ни да знае. Супер, така може. Ќе ми напишат писмо. Полека, не се брзај. Полека да отврзај. Еден веќе. Ви запознал пријатна, културна, средовечна жена за животна сопатничка. За животна сопатничка средва во задната амбуланта коса во вторник, знак за запознавање, црвен карамфил, нетрпелив. Нетрпелив. Интересно. О! Мили Драги. Ајде да јадеш. Што е, баба? Забот? Многу ме боли. До вчера не те болеше? Сега ме заболе. Не требаше да го читаш Весников. Весников? Каква врска има Весников? Па забот почна да те боли кога го читаше Весникот, нели? Не дрдори, ајде да јадеш. Еве сега. Да појдеме веднаш на заболекар. Во 5. Зошто дури во 5? Можеме веднаш. Реков во 5. Добро. Ајде, сега. Седи.
Еве и компирчиња. Но до тогаш ќе премалиш од болка. Јади, јади. Ако. О. По десниот крај треба да биде фокус. Запамети. Ќе повлечем. Ајде. Не. Не чини. Ето, можеш и без вратоврска. Без вратовар. Кој ќе те гледа во вратоврската? Знак за разпознавање е нели карамфилот. Ти си Вучко навистина глуп. Со карамфил без вратовар. А селски свираш. Барем да знаеше да свириш. Како и да е, одењето на заболекар е погрешно. Зошто? А секој ќе помисли дека си со здравјето за никаде. Што не се сети средбата да ја закажеш за в парк, или театар, или в кино, а ти в задна амбуланта. Ехеј, замисли, женската личност, заинтересирана за брак, ќе те бара со карамфил во реверот каде? Во задната амбуланта. Значи секогаш си киснел на лека. Изгуби волја. Не требаше да го давам тој глупав оглас. Знаеш што? Оди ти. Јас не треба да се женам. Ти треба да се жениш. Мене времето ми поминало веќе. А мене ми е прерано. Дедо, Не. ќе одиме да се шегуваме. Станове? Хајде, станове. Ајде. Одиме. Ајде. Одранив. Подобро ќе се наместиме. Седни овде и биди мирен. Да бидам мирен. Држи го вестникот врз карамфилот. Ако влезе некоја која ти се допаѓа, ти само откри го карамфилот. А ако не ти се допаѓа, не покажува ништо. Добро. О, здраво, мили драги. Здраво, драга мила. Што? Те боли завод, а? Не, а тебе? И мене не. Но ја боли баба ми. Леле, драги, не знаеш колку може да боли зад. Баба ми цел деновка. Ајде, кој е наред? Само повеле. Не. Повелете вие. Вие бевте прв. Вас ве боли зап, не мене. Не? И најмалку. Не. Тоа не е важно. Дамите имаат предност, не ли дедо? Да. Ајде, бабо, влези. Цел ден те боли Ама, завод. Ајде. знаете, Ајде, без натегање. чекайте, Па не седете, не да се плашите. Ти не се плашиш, нели? Што мене не ме боли, не се плаша. Знаеш, почнав да ти пишувам писма. Но баба ја фати заботи. Штета. Ке ти напишам друго. Ево, зрастните се навистина чудни. Баба ми цел ден новка, а овде се правише како ништо да не е. Можеш ли ти тоа да го разбереш? Секогаш ли им пишуваш писма на момчињата? Само кога ќе се влюбам. Аха. А често мислам се влюбуваш. Често. И секогаш во друг. Па се разбира. Уф, ти. Што е? Ништо. Ти не? Јас? Како мислиш? Па така, денес во една, утре во друга. Што? Аха, значи се уште си влюбен во Лиле. Кој, јас? Не е точно.
Значи само таа е влюбена во тебе. Ама не. Тогаш сте двајцата влюбени еден во друг. Не и не. Е па знаеш што? Тогаш си ти влюбен во мене. Така да знаеш, во мене си влюбен? Добар ден. Нека е добар. Вие сте наред? Да. Носите протеза? Мислите дека носам? Да прашам. А вие вашата протеза ја ставате навечер во чаша? Да. Не сте вие за тој карамфил. Не сте ни вие за овој карамфил, ни за овој карамфил, ни за кој да е. Драги, одиме. Драги, станувај. Мила, одиме. Драги, станувај. Не, јас ќе одам. Не, јас. Јас ќе одам. Тој карамфил. Немам ја среќа, мила. Знаете, мене ми извадија. Здрав сам. Браво! Значи сте го имале? Какво чудовиште! Ах, мила, некогаш е по-добро да немаш ништо со такви суштества. Баш сум среќна. Ајде. Мили драги, возрастните се глупави. Баба ми не дозволува да се дружам со тебе, зашто дедот ти бил невоститен. Мили драги, колку сме несреќни. Поминаа 3 дена откако. Здраво, драги. Здраво. Не ти се зборува нешто, а? Зборувај ти, онака не запираш. Си бил на базен, значи. На базен? Па удавен си гледам. Ајде. Миле! Ќе ми направиш услуга? Кажи. Ќе можеш да однесеш едно писмо. Опа, види, види. Ќе се договориме подоцна. Важно. Видели каков е дедо му? Крушата под круша си паѓа.
Драга Мила, решив да го превоспитам дедо ми. Кажи го тоа на твојата баба. Тој е умен, брзо сваќа. Ќе почнам уште денес. Прв урок. Мила, Да? имаш писмо. Каде? Еве. Ќе ти го истерам јас тебе тоа од главата. Како се поздравува дама? Со љубезна насмевка, со скриен сјај во очите, во кој има тајно ветување. Добро, добро, добро. А како се влегува во ресторан со дама? Како се влегува? Нормално. Да, но како нормално? Па како што се влегува секаде, нормално. Отвораш врата И? и тоа. Не знаеш. Ништо не видува од тебе. А да знаеш дека поради тебе и јас страдам. Поради мене, глупости. Заради тоа што не знам како се влегува во ресторан, глупчо... Ресторан. За него е задна амбуланта. Драги, Лиле, ти си? го опуштив и ова писма во незиното сандаче. Сега што да правам? Како што ќе правиш? Ти однесеш ново. Друго? Па јасно. Уф. Мила, Мила. Нека одат сите по ѓаволите. И баби и дедовци. Малку ли име што ги носиме нивните имиња? Кажи го тоа на баба ти. Дедо ми е невоспитан. Добро. А зар постапките на баба ти се во ред? И таа треба да се превоспита и тоа убаво да се превоспита. Кажи... Нека врескаат колку сака. Мила, ајде ние да се видиме и покрај нивните забрани. Кај заволекарот. Попладне во 5. Важи? Те чекам. Во 5. Бабо, да излезам да купам вестник. Не, мила внучке, самата ќе појдам.
Мила ли носиш писмо, девојче? Вие сте баба и на Мила? Да. Дај ми го тоа писмо мене. Не, јас морам... Чекај. Исто како да си го фрлила во нашето сандаче. Исто како и досега. Дај ми го тоа писмо мене. Ама јас... Слушај. И кажи му на тој драги, нека не се вртка толку многу околу мојата внучка, зашто задникот не ке може да го крене од мојот ќотек. А сега оди. Кажи на баба ти. И таа треба да се превоспита и тоа убаво. Нека одат сите по ѓаволите. Малку ли име што ги носиме нивните имени. Кај заболето, поплърне во пет. Во пет. Во пет. Што е? Завод? Тух. Од кога? Од вчера, туку трпам. Јунеко твој. Веднаш дедо ќе ми те однесе на заболека. Не веднаш, дедо. Зошто не? Чекам Лиле да ми се јави. Доста со тие девојчиња. Ајде, станувај, каква Лиле? Во пет. Абре, ти умен ли си? Во пет. Во пет. Мила, многу ме боли забов. Пак ме штрекна. Појди на заболекар. Не можам сама, многу ме боли. Ке треба и ти да појдеш со мене. Што му треба? Да појдам? Ајде да се одмечеме. Не. Ајде, стани. Кој е наред? Баба ми. Внук ми. А сега кој? Кого повеќе го боли? Не. Не го. По кого сум, сестро? Јас навистина не би можела да ви кажам. Старото друштво.
Тогаш влезете вие. Вас вистински ве боли задот. Да, многу ме боли. Ајде влезете. Драги, јас звонев, но кај тебе немаше никој и тебе не треба да те боли завод, бидејќи баба и на Мило ни го пати писмото и таа се знае. И таа се знае. Лиле, ти? Просто јас не сакав, но... Во писмото стоеше да се најдеме овде. И тебе воопшто не те боли завод? Не ме боли. О, добра моја баба. Гледаш ли каква баба? Од неа нема подобра на светот. Јас одамна знаев дека е таа таква. Немојте, тоа не е вистина. Како не е вистина? Тоа е најголемата вистина на светот. Гледаш ли Мила каков кавалер? Поголем кавалер од него не постои. Ама не. Тоа одамна ми е познато. Andrej minja dami. Треба да се чести. На вистина треба да се чести. Ако и да се. Bez rampi se kosa. Дојде пред некој ден. По ресторан. Mladite se lesni. По ресторан, јас чест. За нашите убави деца. И за нас. За нас. Да поминам. Завод многу. A mladite česni. Единствената вистинска забаволка. Нека и помине со лесно. Andrej minja damni. Dva pata sedela. Повелете, дамите имат предност. Ostaruvat. Najumnite starci podetinuvat, Mladite se lesni. starite se umni, Mladite se umni. a starite lesni. Storite se česni, mladite pak zlodevni. Storite se zlodevni, a mladite česni. Кафе пауза.